Добро вечер, почитувани гледачи. Го препознавате студиото, претпоставувам и водителот. Вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Ке разговараме за политика. Пред утрешниот ден и за неколку дена доаѓаат странците повторно во Македонија, Хајндел и Нуланд, со надеж дека ќе опраат малку работава, дека ќе го поттикнат диалогот. Се надеваме во интерес на сите, на политичките партии, но и на граѓаните на Република Македонија. Вечера на оваа иста тема, на оваа политичка тема, ќе разговарам со две дами. Првпат во студиото се случува да имам двете гостинки да бидат, двајцата гости да бидат од женскиот род, со Ѓуристана Марковска, поранешен пратеник. Добро вечер. Добро вечер. И со Олза Грчева, независен пратеник во актуелниот парламент на Република Македонија. Со Олза веќе втор пат тука, еднаш кога разговаравме за избирачкиот список и за исто така актуелна за амнестијата. Пред да поминам на политиката, бидејќи генерално за тоа сме собрани, би ве прашал, иако не мислам цела вечер да разговараме за улогата на жените во политиката, но ме интересира, бидејќи сте опитни, искусни, активни жени во политиката, што мислите за улогата на жените во политиката и особено во македонската политика? Ајде, Ѓуристана, вие сте прв пат тука. Добро, благодарам на тоа што ќе почнам. Во Македонија тешко се менуваат работите, меѓутоа денеска е голем празник. Ја користам можноста на сите припадници на верската вероисповест, да им го честитам светиот празник Рамазан Бајрам и да се надевам дека и по овој празник барем мирот, толеранцијата и хармонијата ќе заживее меѓу сите нас кои што живееме во Република Македонија, сме со различни вероисповести. Жените од секогаш биле во политиката, ако не директно изложени, барем во нивните домови, па биле добра логистичка подршка. Меѓутоа, Тоа е малку. Тоа е малку, токму заради тоа 90-та година и активно се вклучиле. 1994 година, во првиот состав на собранието имаше само 4 жени. Меѓутоа, не можам да кажам дека тоа собрание не беше запаметено по составот на жените, по нивните активни настапи. Веќе работите се сменија, барем во делот на 98-2002, кога се уште немаше застапеност по квота, меѓутоа бројот на жените пратенички се зголеми. Понатаму имавме промена на законот и сега веќе со квотите бројот е драстично зголемен. Се разбира дека тоа е една добра промена, би рекла позитивна дискриминација која што треба да се негува, барем додека да се изедначи тој број во половата еднаквост. Ние во принцип имаме различни ставови, машката и женската хемисфера на мозокот, ако веќе зборуваме медицински, дури различно размислува. Секогаш во размислувањата на жените преовладува една доза на компромис и на наоѓање на решение кое што ќе ги избалансира работите, така да сметам дека таа нота и понатаму треба да се негува, дека жените кои ќе влезат во политика не треба да бидат жени со панталони или жени со машки мозок, меѓутоа дека таа доза на толеранција, на начин на собирање, мислење да не биде диалог на глуви ниту од левата, ниту од десната страна и дека таа иницијатива и понатаму треба да продолжи, се разбира, треба да се предлагочи. Солда Грчева, дали доаѓаме до некои европски стандарди според бројот на жените во политиката, не само во парламентот, и дали квантитетот значи квалитет или секој што е индивидуална карактеристика? Не, квантитетот секако не значи квалитет. По Маркс значи нема да... Апсолутно не постои такво правило. По физиката важи. Напротив, па дури ни таму не, секогаш. Меѓутоа, она што би го додала од ова што го кажа господја Марковска е дека има некои позитивни исчекори во тој правец. Од една од последните анкети на ИРИ, која што ни беше презентирана во собранието, нели содржи многу повеќе податоци од она што излегува во јавноста, што е интересно за јавноста, беше презентирано дека Македонија е веќе спремна за политичари, жени од повисок ранг. Дури премиери, председатели на собрани и така натаму. Спремна како број, како квалитет. Како бројка, како подршка. Зрелост, како подршка. Бев изненадена дека во сите етнички заедници, и во македонската, и во албанската, и во другите етнички заедници, е драматично зголемен процентот на подршка за жени. Значи, би сакале да видат жени. И штета е по мене што се уште тие не се присутни. Еве, колку партии имаме каде што шефови се жени. Една, колку што јас знам во моментов. Да.
Во парламентот, да, таа квота е зголемена. Сега водиме една битка да во следните локалните избори исто така биде наметната една бројка солидна на жени градоначалници, меѓутоа се уште сме далеку од она што Како може да се промени ова? Дали е потребна промена на законодавството, на изборниот законите, отворени листи, можеби тоа е секако перспективата и за демократизација воопшто, но и начин да влезат квалитетни луѓе, меѓу кои сега разбира и секако. и жени. Жените покажа, барем дел од нив, секако дека се храбри, умни, паметни, дека можат да одговорат на такви задачи, дека се инвентивни. Жените никогаш не немале привилегијата да работат само на едно и да мислат на едно. Знаете, жена работи на неколку фреквенции истовремено. Тоа веројатно веќе во гените е искодирано така да таа може храбро да донесува одлуки и да ги спроведува, да ги имплементира. Понатаму жените не се познати толку во таков процент по коруптивни скандали како мажите. Ако малку ги имале во политика, може би не е толку малку да ги има, знаете. Не били изложени на Знаете, имало жени ситуации. на високи позиции, но тие не ја злоупотребиле во голем процент. Така да мислам дека треба легислативата да се прилагоди на таа една реалност наша, во која што да ве подсетам на студии, на технички студии, да речеме, што порано важа за машки студии, сега имате барем половина се жени, дури и повеќе се жени од мажи. Зошто тогаш во политиката тие би биле задоволни од вакви едни квоти кои што сега се во игра. Секако дека легислативата треба и понатаму да се менува и да се воопшто ослободуваме полека од тие стереотипи. Марковска, дали може би дел сега разбери во легислативата, каде што полесен би пристапот на сите оние жени кои што сакаат да бидат дел од политиката, но досега кај нас, бидејќи живееме во едно партиско општество, кај што партиите и лидерите на партиите се важни личности, дали може би дел зависи од демократскиот однос на лидерот на партијата или демократизацијата во самата партија, која што ќе најде начини како да инволвира што повеќе жени во политиката. Јас не сум поборник на тоа да мора да биде по секоја цена жена ако веќе таа не заслужува, односно ги нема параметрите на жена која што знае да се избори за она што го бара партијата од неа и она што го смета за свое и морално и идејно кредо. Меѓутоа, веројатно би требало да има една самиот процент од 30 во овој барем во легислативата 40 воопшто не е мал процент. Ако јас веќе го гледам составот на сегашниот парламент, не можам да издвојам дека ние 40% добивме квалитативно подобар парламент од претходните, да бидам искрена. Веројатно повторно се издвојуваат жени кои што би се издвоили и да ја нема таа квота. Бројката не значи дека има квалитет. Меѓутоа, постоењето на една внатрепартиска борба, во смисла на тоа начин како ќе се избираат пратениците, квалификации, соработка со изборното тело и се, и постоењето на демократија воопшто и демократски капацитет кај лидерите, прво ќе ја подобри таа подобра, да кажам, поголем број на жени кои што би биле во игра за пратенички и градоначалнички места, а понатаму сигурно тоа ќе се види и во еден нов изборен закон во кој што изборните Македонија би била една изборна единица и во кој што би оделе со отворени листи. Замислете ако жените гласаат само за жени, како ќе изгледа тој парламент? Тогаш веројатно ќе бидеме исти или можеби малку повеќе. Добро, одиме со првиот блок реклами. Го завршиме овој круг за улогата на жените во политиката, а потоа директно ќе видиме како ти размислува за актуелната политичка ситуација во Македонија. Еве не, во отвореното студио на телевизија Нова разговараме за како тоа странците ќе го оживуваат не ѓаволот, ве молам, диалогот. Сменете го насловот. Странците ќе го оживуваат диалогот, а не ѓаволот. Молам промена во режија на насловот на емисијата, додека е време. Разговараме со Солза Грчева, актуелен пратеник во Македонскиот парламент, и Гилистана Марковска, поранешен пратеник. Господи Грчева, доаѓа Хајндел уште еднаш во посета на Македонија, по 4-ти пат, и по пауза од една година, мисля, че во понеделник доаѓа и нулат. До сега,
пред доаѓањето и за време на доаѓањето на овие важни функционери од Германија, од Европската унија, од САД, работите се помрдуваат напред. Или барем така ни се чини, барем додека се тие тука. Бидејќи сте вие во парламентот, ги следите и да сакате и да не сакате актуелните ситуации, учествувате во работата на парламентот, иако опозицијата прогласи мораториум. Како вам ви се чини, на што ќе најдат сега странците? Дали работата малку се мрдна по важните точки околу кои што целото општество дискутира? Тоа е избирачкиот список, медиумите, одобрување на партијата од државата и така натаму и така натаму. Па, поминатото, последната посета на Хајндел, ми се чини беше околу 8 јуни, ако не се лажам, се повлече аболицијата. Значи, и претениците се вратија во парламентот. Имаше поместување. Прочитав на неколку места наслови каде што се прашуваат луѓето што сега ќе се случи и некои од насловите беа дали партиите ќе ги поминат своите црвени линии, дали ќе можат да ги пречекорат своите црвени линии. И да ви кажам, многу се изненадив од таквиот наслов, бидејќи јас не можам да исчитам ниту црвена, ниту зелена линија кај овие наши партии. Прво, црвена линија нешто што не сме да се пречекори, а зелена она што би го дозволиле да биде пречекорено. Ќе почнам со ред. Еве, да речеме, какви дисонантни тонови има во моментов и која ќе биде улогата на Хајндел во оваа една комплетна какофонија која што е на нашата политичка сцена. Ќе почнам од Социјалдемократскиот сојуз како опозицијска партија, која што бара чистење на избирачкиот список по чудни методологии, понатаму бара реформа во медиумите, исто така не гледав некоја идеја како тоа би се правило и од нивна страна, дали не би се влегло повторно во партизација. И она за што во моментот претениците на опозицијата не се во парламент, тоа е Уставниот суд да се произнесе за уставноста на специјалното јавно обвинителство. Барем тоа се актуелните барања, што не значи дека утре нема да имаме некое ново барање. Од нивниот репертуар некако исчезна најважните работи, оние што ги слушавме речиси цела година, одвојување на партијата од државата, не го слушаме веќе итните реформски зафати на Прибе. Значи, тие исчезнаа од репертуар. Структурни, да. По мене најбитните, апсолутно. Кога ќе видите ВМРО, тука не можете да исчитате ни црвена, ни зелена линија. За нив се е завршено. Тие ги испочитувале формално одредени рокови, според тоа црвената и зелената линија кај нив се споени и тие велат од наша страна се е завршено. Кога ќе ги прочитате изјавите на Хајндел, кој што треба да дојде, и на представници од меѓународната заедница кај нас, тие буквално велат следно. Вратете се на пржино, на пржинските принципи и две клучни барања ни се важни. Државните да ги ставите пред партиските интереси, тоа не го гледаме дефинитивно кај ни една партија, и вториот битен момент, потребни реформи по извештајот на Прибе, што ќе рече наитни реформи во судството и департизација на администрацијата. Наменито на нашите партии овие два момента исчезнаа, ги нема. Значи, она што меѓународната заедница го очекува, тоа воопшто не се разговара во партиските кругови, барем не на површина. Затоа цело време ги гледам граѓаните како една страна во целиот овој процес, кои што упорно не добиваат ништо од таа трпеза, затоа што граѓаните бараат други работи, бараат процесот да биде транспарентен, што и понатаму не е. Значи се продолжува истиот терк како во пржино. Граѓаните и другите помали партии бараат исто така да учествуваат, барем парламентарните партии да учествуваат во преговорите. Тоа не е случај. Ниту пак странците, да речам, инсистираа на тоа да вклучат повеќе, да го прошират составот, она за што се интензивно се зборуваше, ако се сеќавате пред оној неуспешен состанок во Виена, кој што се откажа. Понатаму,
ја спомнавте едната изборна единица. Граѓаните, да, барат плурален простор, не барат владение на 4 партии од сега до навек. Водете сметка дека тие сите во својот товар и багаж имаат негативен салдо, затоа сме и до тука докаде што сме. Сега истите тие треба да ни извлечат од една жестока криза. Граѓаните бараат експертска влада, на која што никој не е спремен. Верувам и сигурна сум дека ако утре правиме некаква преодна влада, повторно ќе имаме некои партиски гарнитури кои што ќе ги завземат местата. Граѓаните бараат попис, што упорно го нема. Ние сме единствена земја, ние сме номадски племиња, нек не реков на парламент дека само номадските племиња не можат да се избројат, бидејќи прескокнуваат од територија во територија. Што друго? Функционирање на правосудството, еднакво за сите, правда за сите, несметана работа на специјалното јавно обвинителство. Значи, менито, граѓанското мени, многу се разликува од понудата на партиите. Патем се разликува и од она што странците го очекуваат од нас. Така да, овој пат мислам дека Хајндел ќе дојде малку поостро, ќе настапи дека ќе испорача некои поконкретни барања, исто така и Викторија 0, значи се проширува форматот, но и од друга работа срамувам. Дека странците, сакајќи брзо да се реши оваа криза, нема да одговорат на овие граѓански барања кои што ви ги наброев. Бидејќи и последниот пат, тие се принудени со оние кои што им се сервираат овде како релевантни партнери и се плашам од избрзани решенија кои што суштински нема да донесат некаков демократски исчекор во држава. Господи Марковска, вие не сте пратеник, но предпоставам дека таа функција што сте имали, како и секој друг граѓанин во Македонија, будно ги следите состојбите во државата. Имате свој став, иако сега може би не припаѓате на некоја политичка партија, не знам, не сум точно, но и да припаѓате и да не припаѓате, тоа е легитимно право на секој човек, да имате своje мислење, кое некојаш е близко до некоја политичка партија. Она зашто говореше и Грчева, од она што можам јас како новинар да го слушнам во изјавите во медиумите, секој од партиите очекува дека доаѓањето на Хајндел и на Нуланд ќе биде во настока да ја притисне другата страна да попушти во преговорите. Тоа го смета СДС, дека јасно е дека Хајндел ќе ја притисне власта, додека од ВМРО ДПМН смета дека СДСМ е крив за целата оваа ситуација што се создаде криза во Македонија и дека конечно странците ќе ги притиснат СДСМ да не избегнуваат од изборите како единствениот начин за решавање на политичката криза. Како вие ги гледате овие работи и странците и домашната ситуација? Токму за тоа сакав и да зборувам. Јас имам впечаток дека вината не можеме да ја лоцираме ниту само кај 4 партии, меѓутоа без тука да ја споменеме и меѓународната заедница. Прво, ние како држава, како народ, премногу очекуваме од самата таа меѓународна заедница во која што има склоп на интереси за кои што се покажа дека не делуваат унисоно, дури немаат ни единствена, можеби по некои прашања имаат единствени ставови. Меѓутоа, ако ги посетите министерствата на поедини држави членки на Европската унија, ќе видите дека имаат апсолутно неунисон став по прашањето на Македонија. Она што лично на мене, како граѓанин, како човек кој што будно ја следи таа политичка сцена, прво заради собствената иднина, заради иднината на нашите деца, па ако сакате и заради тоа што сум била учесник и се уште сметам дека Македонија треба да има демократски капацитет, е тоа што прво недостасува транспарентноста на тие преговори. Ние не можеме да знаеме што преговараат 4 партии, заради тоа што ако ги слушнете соопштенијата на двата портпарола, кои год да се или 4, како истите да присуствувале на 4 различни настани. Заради тоа што секој сака да сето тоа што ќе биде договорено, да го умножи, да го мултиплицира во собствена корист и да го прикаже дека е голем успех на преговорите. Јас од тоа чувство не можам да се оттргнам, бидејќи тоа се влече веќе година и по. Ако ги слушнете странците, тие се поприлично воздржани во своите изјави, заради тоа што знаат дека тоа што е договорено може да важи сега, дека утре може да не важи, а бидејќи сепак дел од нив на крајот на краиштата се представници на некои луѓе кои што треба утре повторно да ги изберат и тие имаат дипломатски кариери и сигурно не би сакале истите да ги прокоцкаат, бидејќи кај нив политиката е многу сериозна професија која што не се добива лесно и не треба да се губи лесно. Тие се прилично воздржани и во изјавите, меѓутоа воздржани се и во она што го нудат. Значи,
во она што го нудат како решение за излез од кризата. Имам впечаток дека сме во еден конфликт кој што по потреба се одмрзнува и се замрзнува спрема тоа што се случува во Европската Унија и пошироко. И дека тоа во Македонија не функционира. Малку по-конкретно? Малку по-конкретно. Ќе добиете денеска изјава дека проблемот е, да речеме, со специјалното јавно обвинителство треба да му се обезбедат услови да работи конкретно, меѓутоа ние не добивме став дека ниту една партија во своите соопштенија јавното обвинителство ниту треба да го критикува, ниту треба да ги коментира неговите одлуки, вклучително и Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО-ДПМН. Јавното обвинителство треба да се остави да си ја работи својата работа. Нема потреба некој да го прикажува за успех или неуспех. Тоа треба да се бави со она што има законска обврска, тоа е преслушкуваниот материјал што го има добиено, како и на кој начин ќе го преслуша, ќе го обработи, ќе го процесуира, на крајот ќе го докречи со судски пресуди онака како што налага правдата. Меѓутоа, ако вие имате можност да ги слушате и едните и другите, за жал и високи представници на политиката кои што имаат и државни функции, не зборуваме само за партии, ќе слушнете дека јавното обвинителство во моментот, специјалното јавно обвинителство во моментот е државен непријател број 1, односно нешто што треба да ја реши политичката ситуација во Македонија со тоа што треба да ги уапси представниците на власта и на тој начин да ја реши да ја реши политичката криза во Македонија. Тоа не е така. Никој никого не може да апси без докази. Доказите се материја која што е несоборлива пред аргументите и боговите молчат. Значи, ако е доказ за вас, ќе биде и за господјата Грчева и за мене. Тука нема отстапување. Меѓутоа, она што во моментот се бара, не гледам, лежи точно како дамаклов меч врз главата на јавното обвинителство, дали утре заради некоја непопуларна мерка, без оглед дали е за позиција или опозиција, ќе биде укинато, не треба да биде предмет на политички договор. Странците постојано велат, оставете го тоа да работи. Јас не верувам дека Уставниот суд ќе се осуди да го укине со било каков акт. Не верувам. Не верувам. Апсолутно. Зошто сте толку сигурни и двете? Па заради тоа што на него се заснова целиот извештај на Прибе. Она што на нас ни е потребно е операционализација на извештајот на Прибе. Во која смисла операционализација? Ставање на конкретни мерки во кои што ќе се назначат носителите и рокови. Носител тие партии, таа и таа партија, носител тој и тој, не ја извршува до рокот тој и тој. Доколку не ја изврши, натаму нема. Обврските од Прибе не се димензионирани за сега и утре, до изборите. Значи, тоа е нешто што треба да се прави и по изборите, без разлика која политичка партија веројатно ќе победи на изборите. Како обврска за Македонија, која треба да се додемократизира и тоа би било работа на експертската влада. Морам да кажам дека не е баш така. Зошто мислите дека не е така? Прво, не заборавете дека имаме услова на препорака. Од два услова. Значи, да се испочитува Пржинскиот договор и да се започне со реализација на итните реформски зафати од Прибе. Да се започне. Да се започне. А не да се Ама тоа да трае, значи. Ама тоа е долг процес. Јас, меѓутоа, ние не видовме, ние во собрание до сега требаше да имаме барем 10 измени на Законот за административни службеници и работници. Значи, тука е најголемиот проблем. Ние такво нешто не видовме. Ниту една, иако видовме еден акцијски план, како одговор на забелешките од Прибе, подготвен од Секретаријатот за европски прашања од господинот Бесими и неговиот тим, тој не почна да се имплементира воопшто. Воопшто не почна да се имплементира. Ниту пак некој сериозно се зафати да го работи. Едноставно, кога ќе слушнете, тие велат, оваа влада, да, подготвени сме да почнеме со работа на акцијскиот план, но од друга страна опозицијата им вели стоп, немојте вие не можете тоа да го направите, ние кога ќе дојдеме на власт ќе се зафатиме со реформските зафати, исто и со пописот. Вие не го правите пописот, не сте способни да направите кредибилен попис во кој што некој ќе верува, стоп, ние ќе го правиме тоа понатаму. Што ми е мене многу чудно, не може ние да бидеме држава на стендбај. Ние мора да работиме во овој период онака под контрола на меѓународната заедница, како што треба. Мислам дека во целиот овој процес, кој што продолжува да биде нетранспарентен, граѓаните и сите ние сме изложени на тешки манипулации. Ако ги следите, а сигурно ги следите дебатните емисии со полно вака луѓе од политиката, како што сме ние две вечерва, и од повисок формат луѓе кои што се директно вклучени во преговорите, вие таму ќе слушнете многу дисонантни работи.
Значи, тотално виртуелна реалност ни се пласира. На отворена сцена се расправаат и велат, ама чекај сега, вие таму едно зборувате, а пред граѓаните на дебатната емисија друго тврдите. И јас верувам дека е тоа така. Верувам дека... Затоа што секој калкулира. Па еве да речеме, дали вие верувате дека некој на вистина побара една изборна единица? Дали вие верувате во тоа? Верувате? Јас не верувам. Вие бевте... Јас не верувам. Затоа што знам, имам некои информации дека кога била побарана една изборна единица, истовремено било побарано да се зголеми цензус, за да не можат да влезат малите партии. Сега, не може четворица лидери да ви ја кројат судбината при 40-50% неопределени граѓани. Не може. Не може, тоа едноставно не е во ред. Меѓу прашање. Вака размислувате како независен пратеник, ово истото ќе го говоревте ако останете член на СДС? Апсолутно, и немаше да останам веројатно долго член на СДС, бидејќи ќе го говорев. Зошто не знаејќи го демократскиот капацитет на сите наши партии, не верувам дека ќе имав таков простор, како што сега го имам, да ги искажам своите ставови. Добро прашање ми поставивте, веројатно е врзано и со улогата на независниот пратеник. Еве и госпоѓата Ѓулистана била во извесен период независен пратеник. Знаете, тоа е една... Тоа беше десно ориентирана. Не е важно дали сте лево или десно. Јас сум лево, таа била десно. Воопшто не е важно. Битно е дека не сме можеле да одиме во оној мејнстрим кој што ни бил, да речам, дел од што значи тоа, дека предвидувате дека треба само да бидат независни пратеници во парламентот или дека партиите треба да се демократизираат на начин на кој што и едното и другото. Знаете, партиите треба да се демократизираат однатре, да усвојуваат и прифаќаат и различни мислења од она што е основното на лидерот и на врхушката околу него, бидејќи така ќе добијат. Ќе добијат и дел од гласачкото тело, кое што не е сврсто врзано стриктно, меѓутоа тие таа калкулација не можат да ја направат, мислам, во своите партиски стеги, не гледаат подалеку. Значи ќе добијат, тоа и целта на секоја партија, не да ги добие гласовите на своите стриктни поддржувачи, кои што мало тело не може да победи. Ќе добие со многу пошироко. Не сум сигурна мало тело. Сега партиите се претвараат во движење и сакаат да опфатат што повеќе луѓе, малтене Македонија ќе биде политичка земја. Не само приврзеници на партијата, мора дело да не определи, за да може да превладеат. Не знам колку ќе успеат, затоа што сите ти имаш ренолики погледи, немаат ист поглед како лидерот. Така да, потребни се и независни пратеници, бидејќи се во привилегирана положба, тие можат да го кажат и оно што другите не можат или многу тивко можат да го кажат. Значи, се згранав при една посета на Анкара на турскиот парламент. Турција, која што ја сметаме во позитивна. Пазете, ние Турција со Ердоган, поготово ја сметаме за недемократска земја горе-долу. Неговите постапки одат во тој правец, со режиран избор на премиер, со промени на устав и така натаму, со укинување на партии. Меѓутоа, таму има цел еден огромен блок резервиран за независни пратеници. Знаете, а кај нас независните пратеници служат само за да се покаже со прстани. Некако некоја вредност поголема. Турците има и премиер лидер, Тансу Чилер беше премиер, што беше за една муслиманска држава посебна предност. А ако земете сега дека од пратениците кои што се издвојуваат во собранието, има поприлично кои што се жени, па има и во албанскиот блок, мене посебно ми е драго. Тоа значи дека на Македонија и треба мислечки луѓе и одважни луѓе. Без оглед дали ќе бидат независни од човек кој што држи до својот интегритет, тој ќе најде начин, ако не може да го наметне мислењето во партијата, барем да го издвои. Меѓутоа, за жал, негативната селекција при прибирање на луѓе во раководните тела на партиите, па понатаму и во изборите за градоначалници и пратеници, се бираат луѓе кои ќе бидат малку попослушни, кои ќе му речат на лидерот, да, секогаш сте во право. И за представници на Конгресот.
Кај нас, Да не бидем толку ригорозна. Срби врлина е послушност. Може би... И не само во политиката, За знаете, и жал, во токму партиите. тоа сакав да го кажам, дека Тоа е и луѓето... во организација, во фирма, секаде, послушност, Ама се луѓето цени на кои што врвот држат до себе и пиедестал. ретко влегуваат во политика, Да, господјо да. Грчева. Да, При да, токму од тие причини, Македонија има многу умни луѓе. И Во тие Македонија од тие причини не влегуваат. не влегуваат затоа во што Македонија. Токму заради тоа што се Не би плашат требало- од наметнување на тој јарем, а тоа се слободоумни луѓе кои што би биле сосема успешни Добро, политичари. вие сепак, еве да речеме, за разлика од Грчева, кој што брзо излезе од партијата, формира свое мислење, вие бевте прво реформските сили па независен пратеник, потоа бевте дел од ВМРО ДПМН. Според комбиниран модел, дали сепак е по-лесно да се биде независен пратеник или е предизвик во рамки на партијата да се бориш да се позиционираш на соодветен начин? Прво да се биде независен пратеник во сегашнава констелација на силите во Македонија е практично невозможно. Ако го гледаме постојниот изборен закон, цензусот и начинот на гласење, доколку не е Македонија една изборна единица. А поголем предизвик е да останете независен, односно да го издвоите своето мислење и да бидете несакани во партијата. Јас можам да кажам една работа, дека А да останете во партијата, Да останете така? во партијата, да. Зошто? Зошто? Зошто ви Заради треба тоа што партијата? заради следниве причини. Прво, начинот на размислување 90-94 година, па еве ако сакате и 98-2002, па еве сега, комплетно се разликува од тоа време и сега. Тогаш вие можевте да бидете различни во мислењето, еве со господја Грчева, лево-десен блок, меѓутоа вие немаше на улица да се плукате и да не мислите еден на друг човечки. Ако јас тогаш со господинот Андов имав вербална преписка што не беше нормална во времето на едноумието, само година дена после тоа постоеше само еден дневен весник Нова Македонија, во кој што јас го издвоив своето мислење, пазете, со председателот на собранието, тоа значише дека човекот не треба да разговара со мене. Ние ден денеска можеме да се поздравиме и баш да ви кажам искрено се Мислите, радувам не е на сега така? Не, Не е апсолутно така. не. Не, апсолутно не е така. Во која Вие сте смисла? еднаш за секогаш избришани. Избришани сте од таа партија, и вие апсолутно исто. заради искажност. Не мора да бидете избришани, меѓутоа Па сте. едноставно може да ве почитуваат, ама зазираат од вас и не дај Боже да ве стават на некоја листа, заради тоа што секогаш ќе знаат дека сте човек кој што нема баш така да помине лесно, бидејќи секогаш ќе имате мислење. Јас велам, лојалноста кон партијата, ако веќе е изграден, нели партиите мора да имаат идеологија. Во овој момент лево-десна идеологија е измешана. Меѓутоа, ако веќе имате идеологија, лојалноста кон лидерот, кон партијата, можете да ја кажете со издвоено мислење, без многу да, условно речено, таласате, да не правите секогаш проблеми. за одредена ситуација. За одредена ситуација. Меѓутоа, тоа не значи дека морате да бидете слеп послушник во сите и секогаш и во секое време да имате унисоно мислење и да бидете униформирани. Тоа не е партиска демократија, тоа не е демократија воопшто. Партијата треба да е колекција збирка од способни луѓе и самомислешки луѓе со ставови кои што допираат до граѓаните. Колку долго Знаете, време не е бевте битна вие ни во самата партијата, партија. Грчева? Партијата се обраќа кон граѓаните, таа треба од нив да собере гласови. Ја не знам од послушници колку гласови може да собере некоја партија. Еве гледаме колку отпреди ќе собере. Колку долго бевте пред да се издвоите како независен? Па јас бев председател на Советот за образование. Значи бев вклучена повеќе како експерт во партијата, одошто како баш некој партиски член долгогодишен. И не е проблемот во тоа. Јас се обидов да таму демократски дискутирам. Да, тоа сега да прашам. Дали додека бевте, дали се Јас обидувате, се дали обидов имате како стични не, ситуации? апсолутно да ги пласирам своите некои мислења, ставови, сугестии и така натаму. Меѓутоа, она што Говорите беше... за актуелниот лидер на партијата во тоа време. Да, или? во тоа време. Во ова време сега. Меѓутоа, мислам дека ниту таа партија, а не де Боже па ВМРО ДПМН, мислам уште помалку, немаат капацитет да абсорбираат различни мислења и тоа го докажуваат секој дневно. Не мислам така за буквално за цело ВМРО ДПМН, бидејќи сепак во тоа ВМРО ДПМН членуваат и луѓе кои што знаат, барем во времето во кое што јас членував активно, можам да потсетам јавноста кога се носеше уставот, кога имаше многу тензични состојби, кога ние се собиравме славно во Чаир за да ги прочистиме мислењата, односно за да видиме што и како ќе се прави, па дури во кабинетот на покојниот председател Борис Трајковски. Но знаете што Значи, ја во тука имаше парламентот не луѓе. сум видела еднаш едно црвено или зелено
зелено копче во обратна насока од ниту еден пратеник на ВМРО ДПМН. Зборуваме за сегашниот состав, што не може да се генерализира за целата партија. Јас не зборувам, таму има паметни луѓе, таму има луѓе кои што ги познаваат работите, меѓутоа кога доаѓа до гласање, тоа е тотално едноумие. И од другата страна исто така. Значи, вие точно предвидливо знаете кој како ќе гласа. Дали сметате дека има влијание подпишувањето, за кое што не знам, дали е точно, за тоа се шпекулира, намениците во кои што претениците морат да депонираат одредени средства кои што им се хипотекарно заплемени? Тоа е во домен на шпекулации. Значи, јас тоа не го знам, не ми е потврдено. Доколку тоа е точно, тогаш јас ги оправдувам луѓето. Доколку е точно? Па можеле да одбијат да потпишат. Немало да бидат претеници. Не постои суд. Немало да бидат претеници. Не постои суд кој што ќе може да процесуира утре таква една ситуација. Знаете што зачудува? Главно критиките секогаш доаѓаат кон власта, без разлика дали во моментот е и одговорноста е поголема на власт. Критиките се главно дека е недемократска, централизирана партија, но зачудува фактот што истите критики доаѓаат и кон однесувањето на опозицијата, која што критикува има намера да биде многу подемократична од тоа што сега ја презентира власта, со нивни зборови, а покажува речиси копи-пейст ситуации кои што се несвојствени за партија што сака да ја замени оваа власт. Видете, ама и тоа иде на терет на власт. Ако вие 10 години создавате такви критериуми на однесување, вие сте го создале, сте имале доволно време 10 години да создадете еден тотално погрешен референтен систем. И сега сите, грешката е веќе направена, злото е влезено, сега сите се однесуваат така, надевајки се дека тој модел е добитен модел. Дека ако тие така се однесуваат, дека утре и тие ќе дојдат до власт на прво на власт беше СДСМ. Што е лошо. Ама не видовме вака. Талонот за однесување на власт може би доаѓа од таму, ја не знам што е постаро сега. Нешто е постаро кокошката или јајцето. Но еве и колешката кажа од... дека не била сведок на таква поделеност, не била сведок на таква омраза. Да, може би мерки не била сведок на толкав длабок јас помеѓу, да речеме, јас сум читала стенограми од претходни состави за разни закони што ме интересирале. Полно пати се случувало да дел од пратениците и од една и од другиот, условно речено, блок подржат еден закон или се против некој закон. Да. Значи, тоа не било многу пати, меѓутоа се случувало. Но сега никогаш. Сега имате една тотална законитост. Тоа ви е законитост како сонцето изгрева на исток, заоѓа на запад. Вие не можете експеримент да направите тука никако. Се работи само со црвени и со зелени копчиња. Тие норми на однесување ги создаде, ги изостри, барем ги изостри. Ги доведе до совршенство за 10 години ова власт. И сега сосема погрешно, по мене, инверзноста би донела добар резултат за опозицијата. Значи, да бидам се она што не е власта. Тие. За жал, јас таму гледам една, баш како што рековте, копи-пейст ситуација, каде што неколку законски решенија кои што беа наметнати односно пласирани од опозицијата, беа попопулистички од оние што ги имаме. Исто таму на пиедестал се крева послушноста, шефе, ти си најпаметен на цел свет, мислам, се фалат луѓето со тоа. Една наказна демократија се на се, едно дно во демократијата, кое што се практикува токму од овие четворица, кои што треба да ни ја решат сега ситуација. Видете, јас мислам во моментов дека има и една светла точка во целата таа работа, бидејќи сепак неопределените граѓани тоа знаат да го препознаат. Токму поради тоа се појави студентскиот пленум, се појави професорскиот пленум и да не заборавиме на автентичните барања што ги имаше арената револуција, па макар била представена како соросоиди, била представена платеничка, таму може би има и такви, јас не знам. Меѓутоа јас знам дека видов бремени жени, дека видов деца, дека видов луѓе кои што навистина веруваат дека светот не е црно-бел и дека обележието
вечето на шарената револуција, не зборувам за боењето на спомениците и за штетата што е направена, со која што лично не се согласувам, дека таа шарена боја беше причината поради која што сакаше да се јанството да даде силна порака. Не е свето црно-бел, тука има и шарени луѓе кои што поинакво размислуваат и од левата и од десната страна и на која што оние кои што сме ги избрале треба да размислуваат. Одиме, се извинувам да направиме уште една мала пауза, ми јавија одрежија дека е време да ги оправдаме средствата што рекламерите ги доставуваат тука, па се враќаме во студиото на дадениве теми. Заради ѓаволот. Интересен диалог и за време на паузата за рекламите. Ќе се обидам нешто од тоа да извадам и во овој дел официјалниот. Завршивме со Ѓуристана Марковска во делот за вашата генерална подрачка на граѓанскиот сектор, зашто ќе продолжиме и со Грчева. Ако Грчева е веќе избришена на некој начин од Социјалдемократскиот сојуз како актуелен пратеник, вие не сте во таа позиција сега некој повторно да ве шкртне. Заради ваквите ваши ставови, дали би биле критикувани сега од партијата на која што предпоставувам им припаѓавте на ВМРО ДПМН? Па јас сте мислам десно ориентирана, десно ориентирана. истото би го говореле да сте член на партија Апсолутно. и на какви реакции би наишле од Веројатно би била исклучена од партијата. од сегашното раководство? Од сегашното раководство, да. А од кое бевте исклучени? Не бев исклучена. Тоа беше прашање на начин на действување. После изгласувањето на Уставот, кој што во тоа време беше многу тежок за последните промени на Уставот, јас не го гласав Уставот. Заради тоа што на Уставот предходеше една голема расправа, јас со сите можни диети не успеав да ослабнам, тогаш ослабнав 10 килограми, навистина бев насекирана и не можев да смислам дека после 2 црвени копчиња, на крај ќе го голтнам тоа што го реков, ќе го плукнам и ќе стиснам зелено копче. И нормално следуваше акција и реакција, по принципот на акција и реакција. Не се најдов на новите листи и практично јас не можам... Од Георгиевски тоа беше биде, така? Да, што не значи дека јас немам комуникација со господинот Љупчо Георгиевски, заради тоа што едно се политички ставови, можеме некаде да се најдеме, можеби некаде не, меѓутоа тоа е демократија. А со Никола Груевски имате комуникација? Немам комуникација, тоа беше повеќе куртоазна, како еден член кој што е оставил свој белек во работата на ВМРО ДПМН, бидејќи сепак 4 години не беа малку делување, имавме повеќе средби во кои што знаете кои ќе почнат да ве канат на погреби и на свадби. Добар ден си. Имаме, се разбира. Вие добар ден со Заев правите ли? Па Заев сум го сретнала само еднаш, на еден молитвен поедок сега скоро во Белград. Мислам дека успешно одбегна да се поздрави со мене, што ми е многу чудно. Мислам, не ми е дури ни чудно. Не ми е чудно. Сега би се преправала кога би рекла дека ми е чудно, не ми е чудно. Нив треба да ги зачуди како тоа да речеме, дуи е со многу поголем демократски капацитет. Вие гледате дека неколку луѓе ностоп има таму издвоени јавни настапи, пратеници кои што ја критикуваат политиката на ДУИ, дека треба да се реформира, дека треба да го смени лидерството и така натаму. Тоа се луѓе кои што заедно се дружат и заедно работат и така натаму. Може да се само воспитани, ќе видиме дали ќе бидат на наредните листи. Воопшто не. Сепак се толерираат. Мислам дека се толерираат многу повеќе. Да, и тоа го Може се сакаат приватно, ама јавно. Апсолутно. Тоа е добро. Тоа е добро. Знаете, мислам дека не патам јас по тоа. Мојот амбиент, моето обкружување природно и фамилиарно и секакво е опозиција. Јас идеологијата не сум ја напуштила, нити некој има право на таа, нема имотен лист на таа идеологија Социјалдемократскиот сојуз. Значи, јас сум носител на таа идеологија, не сум исчекорила воопшто од неа, но сметам дека со некои постапки апсолутно не се сложував и тогаш како што и сега не се сложувам со одредени постапки. Вака, значи вие сепак како што седите во однос на мене, вашето идеолошко потекло е лево, вие сте социјалдемократ. Да, апсолутно. Вие десно. сте десни. Досега не видов по нешто да се разликувате.
кога би биле двете пратенички, не знам како би дискутирали за кои точки од актуелна политичка ситуација за која што навистина почнавме да разговараме, сте разликуваат. Може би формирале женска партија или барем пратеничка група составена од жени. Не верувам, вие сте десни и леви, дека толку разликите се намалиле, просто не можам да верувам. Се намалиле. Оставовите на проблемите со кои се соочува. Се намалиле. Јас можам да зборувам за себе, бидејќи многу одамна се бавев со политика. Дури бев избегнатото дете на социјализмот кое што залута во десната партија. Тоа апсолутно не ме навредува, бидејќи тоа е составен дел на моето политичко кредо, на моето CV, ако сакате. Меѓутоа, ако по нешто на времето се разликуваа ВМРО, ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз, беше по тоа што во Социјалдемократскиот сојуз членуваа луѓе кои што беа поелитистички настроени и кои што треба, барем нивните деца или нивните следбеници, да си го земат од општеството тоа што им припаѓа. За разлика од ВМРО, ДПМН, во кој што можеше да членува секој, зборувам за луѓе од народот, и кој што требаше да си го избори своето место под сонцето. Тоа беа основните начела по кои што се разликуваа барем за Македонија. Не зборувам за основните начела на социјалдемократијата, односно за демохристијанскиот принцип на кој што припаѓаат десните партии. Говорам за Македонија и зборувам за вечната борба меѓу комунистите и меѓу оние кои што биле ВМРО-вци. Меѓутоа, таа борба со тек на време, јас не ја гледам веќе така. Сега веќе повеќе борба за власт, за позиции, некоја тешка идејна разлика нема. Вие го следите работата на парламентот, како што можете? Да. Ставовите на околу законски решенија, одлуки, каде да продолжи Македонија, која страна ви е поблиска, таа на Социјалдемократскиот сојуз или на вашата бивша партија ВМРО? Јас не можам да го препознам. Без разлика на вашите нешто гласување со лидерот или не. Јас само зборувам, не е битно лидерот, јас изборувам дека имам релација на добар ден и се тоа се кутуазни. Од тоа што тие сега се караат, речеме, кај гледате вие кој е виновен, Социјалдемократскиот сојуз за политичката криза? Видете да ви кажам, овна што во моментот го има ВМРО ДПМН како политичка ориентација, најмалку личи на демохристијанска партија која што се грижи за општеството од аспект на демохристијанството и од аспект на посебно во делот на економијата, во кој што ќе има еден либерален капитализам и слободна борба на пазарот. Најмногу што можам да видам е еден државен интервенционизам кој што повеќе наликува на некој државен социјализам од не знам кое време. Значи повеќе наликува на лево и ултралево. Но актуелна е ситуација. Значи дали мислите дека СДСМ е виновен за политичката ситуација, дека СДСМ избегнува од избори, дека СДСМ го тупи со избирачкиот список и дека бара решенија кои што се неможни? Значи вака, избирачкиот список е лош и тој мора да се прочисти и сега е историска шанса да се прочисти. Методите што ги избра Државната изборна комисија се комплетно лоши, бидејќи базите на податоци што ги споредуваат се како да споредуваат баби и жаби. Тоа е она што можам јас да го видам како граѓанин. Јас немам пристап ниту до материјалите што го добиваат пратениците, ниту до она што го читаат. Она што доколку ВМРО ДПМН предложило активна регистрација на сите оние кои сакаат да гласаат, би било штета Социјалдемократскиот сојуз ако навистина предложило да не го прифати. Бидејќи вие можете да го имате комплетно прочистен избирачкиот список, ама ако луѓето не ќе да гласаат, тоа значи дека ако не сакаат да бидат активни, тогаш ви е џабе. Меѓутоа, јас почитувам дека ова е историскиот момент кога треба да се прочисти тој список и не можам да кажам да видам искрена кога ќе слушнам членови на ДИК кои рекат ние можеме да бидеме горди што имаме добар список. Замислите гордоста на Македонија после 25 години гласање е да имаме добар список. Тоа ни се смеат сите очи. А немаме. Значи, тука кривицата е ако веќе има некоја вина Социјалдемократскиот сојуз. Изборите се единствен начин на кој што ќе се реши политичката криза. Единствен начин. Меѓутоа не избори по секоја цена сега и веднаш без тој список. Избори без да се расчисти состојбата со медиумите. Што значи расчистување на состојбата со медиумите? Еве денеска слушнавме предлог. Нашиот сегашен закон не дозволува можност да медиумите бидат антивладини или и провладини. Во некои земји тоа е возможно. Меѓутоа, за да добиете вие национална концесија и да зрачите низетерот на Република Македонија, кој што го плаќаат сите граѓани погоре-долу од буџетот, не зборувам само за македонската телевизија, вие како новинар знаете, сте со поголемо искуство, дури и да имате одредена тенденција да браните некои ставови, вие не можете да браните единствен став и да делувате пропагандистички. Верувајте ми, јас некои телевизии не можам да ги гледам.
било да се ориентирани строго, да ја бранат владата или па исклучиво да ја критикуваат владата. Значи, јас барам реален пристап на медиумите. Она што во моментов денеска се нуди, а тоа е поделба на изборниот колач, барем колку што успеав јас да разберем, значи, да изборните кампањи кои што ги дава владата за успесите, нели, да бидат поделени подеднакво према сите медиуми кои што зрачат во екранот, е класично подкупување на медиумите. Тоа е добро за власниците, меѓутоа тоа не е медиумска борба. Тука нема слобода на новинари и тука немаме чист медиумски простор. Јас сум за забрана на владините реклами. Нека си се болеат сите медиуми на пазарот. Ако има потреба од субвенции, нека ги дава владата подеднакво на сите. Ке се издвои македонската телевизија заради тоа што таа е сервис. Меѓутоа, ако има потреба за дотирање, за да имаме поширок и поразнолик простор, нека се дадат на сите. Меѓутоа, верувајте ми, ако јас сакам да погледам како кога читам добра книга, да не сакам да ме прекинуваат, не сакам и да слушам за успесите на владата или 4 години континуирано, како да сум во предизборна кампања во кој што се знае од кога до кога може некој да си ја презентира програмата. И верувајте ми, ова што го мислам, го зборуваат, да не кажам 50, веројатно и повеќе од поsto од граѓаните. Прво, мислам дека владини реклами се абсурд и една смеурија наш специјалитет. Не знам во колку земји сум поминала и сум живеела во некој од нив, владини реклами едноставно во таков облик и во таква магнитуда нема. Тоа е исто како јас сега професор сум по занимање да почнам да се рекламирам. Денес одржав 3 предавања по тој и тој предмет. Денес толку и толку студенти кај мене дипломираа. Моите студенти земаа награди такви и такви. И секој дневно тоа да го кажам, па тоа им е нивна работа. Што има мене Мепсо да ми се рекламира цело време или Македонија пат, кога се возам по патишта со најголеми дупки во Европа. Зашто тие ќе ми зборуваат? Има за општествено користни работи, информации кои што се општествено... Има општествено користни работи, се сложувам, тие се кажуваат на информативните програми. Да, така. Нема зашто да има реклами скапо платени со маркетиншки агенции, па видете и Санадер падна од маркетиншките агенции, проневерен на тие пари од маркетиншките агенции. Ве молам, таква доза на фалби, таква доза на труење на народот со успесите огромни во една земја која што по сите параметри е најсиромашна во Европа, ве молам, тоа е абсурд. И денес уште да дискутираат разните новинарски здруженија за тоа каков требало уствари да биде моделот. А никој не вели стоп за оваа работа. Стоп, тоа се наши пари. Тоа не се пари. Да, ама секој сака да земе дел од колачот кој што се нуди, тоа е тоа. Колачот што се нуди, ќе се нуди од други страни, нема се нуди владата да потплаќа медиуми. Тоа е во дел за медиумите, веројатно е за партиите е важен, особено за опозицијата, бидејќи таа смета дека нема доволен пристап до јавниот сервис. Но зборуваме сега не за рекламирање на партиите. Напротив, зборуваме за јавните институции. И тоа големи пари се врзуваат, стотини илјади евра за... реформите во медиумите како дел од преговарачкиот процес. Да. Треба да се направи нешто во тој поглед. Говоревме за избирачкиот список и говоревме за изборите. Терминот на изборите сега, според вас, треба да е условен, треба да е дефиниран или не? Дали се оправо ВМРО ДПМН што вели дека СДСМ се плаши и бега од изборите, или навистина се залагаат вашата бивша партија, опозицијата, за толку прочистен избирачки список, според кој нема ВМРО ДПМН да победи на начин на кој што победуваше? Мислам дека трет пат ако направите грешки, ако сте студент, веќе треба да си го смените факултетот. Трет пат оваа грешка, ако се направи, да се постави датумот, па да се трча наназад дали нешто се направило или не се направило, па потоа да се жалите дека ништо не се направило, тоа е, значи, не сте созрели за политика. Не смее воопшто да се лицитира сега во овој момент со датуми. Слушам некако си 6 ноември, па едни го сакаат, па други не го сакаат. Тоа е смешно. Јули и август, неработни месеци. Кога ќе имаме ние преодна влада, еве и по законот додиме 3 месеци, таа треба да е минимум да функционира. Опозицијата бараше... Апсолутно се согласувам со ставот на ДУИ. Апсолутно се согласувам. Тоа е најреален став.
Затоа што сите овие процеси што преска ги набројав, пред се отварањето на реформските зафати, одвојувањето на партиите и државата, тоа се долготрајни процеси. А да не зборувам избирачкиот список. Затоа инсистирав, без попис ние никогаш нема да имаме добар избирачки список. Тоа се многу работи што не може да ги заврши владата, да има и 6 години мандат. Не е точно избирачкиот список, ако си има политичка волја, може да се прочита. Прво, они сега можеа да направат попис да го завршеат до нова година. Да не Ама не мора да го мешаме пописот со... Видете, знаете што? Пописот е техничка, голема административна операција. Избирачкиот список е вон пописот. Иако си пописот. законски методолошки различни прочистувањето на списокот и пописот, едновременото и чистење на избирачкиот список и теренскиот попис, тоа исто што и теренската проверка, што ја правеше ДИК. Значи, теренска проверка, додека правеа, може уште по 3 параметра да им земат на луѓето, ете го пописот. За него си постои јасна, дефинирана легислатива која што ние сме ја подпишале и методологија. Значи, можеа да го направат пописот во колку имаше некаков минимум политички консензус околу тоа. Без попис ја не верувам во ниеден избирачки список. Не верувам без попис. Без да знаеме колку граѓани на вистина живеат во Македонија, колку се оцелени од Македонија, ние не можеме да знаеме за какви бројки станува збор. Она што како граѓанин можам да го забележам, 1.800.000 гласачи, за мене е преголема бројка, знаејќи дека има огромен број на млади луѓе. Светска банка зборува за над 400.000 иселени во последните години и ова бројка е апсолутно голема. Но сите бегаат од попис, никако да не им се спомне, веројатно сите од 4 различни причини бегаат. Освен попусот, значи за изборите, терминот за изборите и прочистувањето избирачкиот список, некако не можеме да расчистиме во јавноста кој е во право. Дали навистина има толков број фантомски гласачи за кои што на почетокот Заев ги спомена, и од она што е стандардна процедура на прочистување на избирачкиот список. Значи, позадината беше следна. Дали ВМРО ДПМН победува со фантомски гласачи во бројка што Заев ја кажа, или не е така, или не е можно да е така. Моето лично мислење, разликата беше огромна помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ на последните избори, дека можеби не победува со таква разлика. Може би одземал 2, 3, 4 пратеника, ние тоа не го знаеме, лицитираме сега. Но знаете, ако фатите една таква манипулација од типот на Пустец, граѓаните од Пустец вселени на адреси во центар, тоа веќе ви е аларм и сигнал дека се манипулира на избори. Вие не треба да имате стотици илјади лажни гласачи за да не верувате во списокот и во изборниот процес. Значи, имате работа од другата страна со некој кој ве манипулира, намерно ве манипулира. Нека не биде оспорувана, да речем, победата, може би таа бројка е недостижна, во тој момент била за Социјалдемократскиот сојуз, но дефинитивно од другата страна имате некој кој што сака на некој начин да ве изманипулира и тоа е нешто што е недопустиво во ниедна демократска држава. И мислам дека избирачкиот список ќе биде голем проблем да биде прочистен, повторно ве враќам, без попис. Тоа е минимум што може да се направи. Како што рече колешката, ние споредуваме тотално неконзистентни бази на податоци. Вие немате кредибилна матична евиденција. И другите граѓански бази на податоци кои што се вкрстуваат па даваат некакви резултати. Значи, многу е тежок и макотрпен процесот на прочистување на сите тие податоци. Не е тривијален. И кога ќе се каже брзо датум 6 ноември, 5 јуни беше 24 април, тоа испаѓа невозможна мисија. Треба да се слушаат оние кои што имаат искуство големо во тие статистички операции и да тие луѓе го кажат еден солиден тајминг, да кажат за колку време на вистина ние ќе можеме да добиеме солиден. Одиме со последниот блок реклами, а потоа се враќаме во студиото во завршните говори на двете господи. Ево сме на крајот во отвореното студио на телевизија Нова. Разговаравме со Солза Грчева и Гилистана Марковска. Едната поранешен пратеник, другата се уште пратеник. Марковска,
на крај сме со емисијата, ваш завршен говор и порака до граѓаните, иако ќе биде со прашање. Сметате ли дека граѓаните се уште како во вашето време веруваат во идејата на ВМРО-ДПМН, дека ВМРО-ДПМН има најмногу гласови без разлика на прочистувањето на избирачкиот список или не? Или пак мислите дека на сметка на граѓанскиот сектор нешто се изгуби од гласачкото тело на оваа партија на која и припаѓавте? ВМРО-ДПМН е несомнено голема партија. Искрено речено, малку ме загрижи односот кога голем дел од основачите на таа партија, односно кога добар дел на луѓе се огласија со цел да се прочистат работите, бидејќи, знаете, кога ќе кажете ВМРО, тоа е во генетскиот код на секој човек што живее во Македонија. И не ми паѓа убаво кога ќе каже некој и од шарената револуција never more ВМРО. Зошто? Заради тоа што тоа е нешто со кое што сите се носиме. Меѓутоа, добар дел на луѓе, имаше изјава од лидерот кој што рече, па добро, може да мислат луѓето во првиот состав така, ама ние имаме 126 илјади нови членови. Тоа значи дека останатите треба да се избришат, нели вака со пенкало. Тоа е малку потешко. Поприлично има луѓе кои што се разочарани од актуелното раководство, иако велам ВМРО-ДПМН е голема партија и не треба да се потценува потенцијалот што го има на терен. Не треба да се потценува теренската работа која што во овој момент ја врши лидерот и целокупното раководство. Јас за тоа јавно им честитам. Заради тоа што така се работи со народ. Дали се исправни или неисправни ставовите, тоа ќе го каже гласањето. Заради тоа изборите ни се нужни. Мојата порака би била да секој не лета во своето јато, да сепак залог не биде Македонија, заради тоа што во моментов е, ако видиме по тоа каде е Македонија, каде е регионот, кому денеска му одобрија средства на самитот на Западен Балкан во висина од 126 милиони евра, кому му скратија 25 милиони евра, односно спрема други проценки, 20, да, меѓутоа спрема други проценки таа бројка е многу повисока. Очигледно дека секој се движи во своите јато и не се грижи за граѓаните. Тоа се пари кои треба да останат во Македонија. Нека не, или пак некој ги рачуна за многу мали, заради тоа што Македонија во моментот многу се задолжува. Дај Боже да се задолжуваме и во еврообврзници, меѓутоа за инфраструктура и за продуктивни задолжувања кои што ќе носат нови работни места, меѓутоа не субвенционирани клиентелистички, јас ќе те примам на работа, а ти ќе гласаш за мене, и само така можеме да ја гледаме иднината на Македонија. Токму во тоа го препознавам новиот потенцијал кој што го носи улицата. Грчева, со прашање, вие одговорите, сакавте за граѓанскиот сектор да завршите. Незадоволство има од старите членови во двете партии. И стално се прашувам дали овие луѓе од ВМРО-ДПМН што беа членови порано и овие луѓе од СДСМ кои што товар дел од својот живот професионален го потрошија за борба за СДСМ, кој што сега ги нема, за кого ли гласаат овие луѓе и како се однесуваат, или дали заради таквите поделби некојаш не може да се консолидираат овие две партии, не може да го издржат бремето на бившите, им пречат? Тоа е штета. Тоа е голема штета што револуцијата си ги јаде своите собствени деца. Тоа е работа која што во историјата се повторува на многу места, па и кај нас вака многу евидентно и примитивно. Значи, се што е врзано за некоја стара гарнитура треба да биде елиминирано, маргинализирано и така натаму, а тоа се луѓе, кои што рековте, што се вложиле во цела оваа работа и тоа ќе ги чини партиите. Тоа многу ќе ги чини на изборите, апсолутно ќе ги чини. Може би ќе ги чини и граѓанскиот сектор кој што сега како да доминира во опозицијскиот блок. Јас се радувам за граѓанскиот сектор, најмногу се радував на оној собир, оној протест на студентите од 10.000 студенти кои што после оној наказан закон со државниот испит излегоа на улиците неорганизирани од сите етникуми, и сите партии, од сите партии, апсолутно на таквите протести автентични најмногу се радувам. Се радував и на професорскиот и на наставничкиот пленум. За жал, кога партиите ќе ги вплеткаат своите раце внатре, обидувајќи се да ги присвојат кон себе, тие губат од својата автентичност. Не самите луѓе кои што учествувале на тие протести и кои продолжуваат да работат во разни организирани форми, туку поединци од тие луѓе се приклонуваат кон одредени партии, веројатно добиваат некакви ветувања од тие партии,
па ја прокоцкуваат, да речам, автентичноста на тие граѓански движења, кои што се неопходни за демократизација на нашата држава. Тие се единствените што ќе го направат вистинскиот исчекор. Ја не очекувам дека оваа криза ќе заврши. Политичката криза, да, ќе се затвори низ некакви избори, не ги гледам изборите како единствено излазно решение. За мене ќе биде излазно решение демократизација и граѓанска цивилна Македонија. Ви благодарам на двете дами што бевте гости во отвореното студио на телевизија Нова, на вашите ставови, кои што беа интересни за гледачите и ви посакувам успех во вашата професионална кариера. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието, довидување и пријатно.